Добар ден на сите дечки, добре дојавте во ново видео. Денес, као што видовте по самиот почеток ново видео, ојме пешки од Струга до Охрид, а со мене е камерманот мој кој што е облечен се во црно, а јас сум облечен се во бело, затоа што белата боја те штити од сонцево и ти дават ладовина. Дојдете сега со мене да видите ја тука што ја спремано. Тука имаме еден ранец, кој во ранецов внатре има вода. Имаме дронови и некои си детали од камерата и тука нешто најбитно што имаме е то овај шатор. Сега зашто шатор? Охрид не е ни блиску, не е ни далеку и на пола пат ке си го отвориме, ке полежиме малце и после ке продолжиме за Охрид. Тада од моментално тука кај што сме до Охрид немаме некои си, не знам реално колку, али од прилика имаме 20 км да речеме и плюс надвор време во топло е, сега ќе видиме че од Скопје во Струга 30 степени, 28 степени е, а ние ко будали одлучиме да ојме пешки на 30 степени од Струга до Охрид 20 км плюс што патот кој не води за Охрид е многу ризичен и многу деца таму загинале со велосипеди, пешки и така натаму. Ајде се надеваме дека челенџов ќе биде успешен. И ние тргнуваме сега моментално од тука, браво. Да не губиме време, мојми, ние се тргнеме од Струга и да ојме кон Охрид, затоа што време во ниот. И баш да видиме за колку време ќе поеме, сега е 4:13, па од прилика 6 сатот би требало да сме таму вака пешки, таа да идеме. Ние дечки го поминавме кеот, да го поминеме пешачкиот премин, ајде, на пешачки се лек те згази, че купиме нова камера. Се од ова место па се надолу имаме убај 5 км се право. Бе дечки, значи на какво топло име, значи пешачиме и да не ставите лайк на ова видео, реално голем ел за вас. Дечки, ја уште од сега се уморив, камерманов цело време ми викаат нема шанси да успееме, нема шанси, но ја верувам во себе дека ќе стигнеме, до сега имаме можда километар поминато, а ни остануват уште 19 километри. Ние полако си пешачиме и се фатим со камерманов. Мене ми викат, што викаш? Дек че сад кажи? На кој му кажеш вид. Иначе еве стигнати сме до кај плаживе, ојме полека надолу, нека евро. Бате, ја нема, сад кажам сад кажи се кладиме? Ајде. На 500 че. Ајде, на 500 че. Ја, бате, чим јас снимам YouTube видео, чим правам некој челендж, не се откажувам. Ти попрво се откажеш, што се фали дека имаат кондиција. Ја мој не вежбам, ти мој дработаш на нива. Ама ти побрзо се откажеш од мене, бе, човече. Ела те зема на ниво, од 8 до 8. Абе, седи се ти да кажеш ми ниво ваона, ја имам минаат. И ја, ако немам кондиција, имам минаат, тоа да запамтиш. Тоа те поголема телефон. Се не малце наклупава што е скршена, мислам ја не дека се уморев, значи не мисли дека се уморев, туку да се напиеме вода, малце да одмориме кичма оваона. Видите колка вода имам зедено, си ти луд, бре. После ќе му купим име на камерманот вода, кога најме продавница, затоа што сега не е фер да ми пијат реално од мојава. Таа, ако најме продавница ќе му купим, ако не, чистер пе до Охрид. Кичмава човече, изгледа во право беше камерманот и сега ја прв се соткажа мене окомено за Охрид. Дај бе, по 100 денари наред би да се качиме. Нема откажување, мора челенџов да биде успешен. Деска ние пешачиме некое време, не се уморив, ама ми е мака, едноставно додам таа да идеме да правиме автостоп. Ако некој застане, еве го застане одма, брат, од джиджи. Ништо не ми застана. Не застана за мене, братот, да си се вртит. Ништо, ќе почекаме други коли што идет. Ако не некој го видам шмигаве, сад реков, не е можно ова од прво. Да ној за Охрид. На ној за Охрид. Па и пешки си шобараш. Устните медени, но их фајас ги владам исто како Кенеди. Очи врели зелени, гледаат во мене и Ништо ечки, значи тоа ова немат. Ево, 10 коли охридски помина, ние за Охрид ојме. Тешко е да степира, ја си офатиме ние падот под нози, заш, никој не ни застан а времево као што гледате ни ојд. Деска стигнавме ние до некоја си моја цел,
сега, како што гледате лево, се оди за Охрид, но со кола. Сега ние има опција, затоа што сме пешки и дојме право, и тоа реално ќе ни скратите на добри 2 километри. И затоа мене целта ми беше да не донесе до Еврохотел, па да цепаме ние пешки на кај Подмолје. Ама пошто не најдовме кола, моравме ние сами да идеме пешки до Евро и успеавме. Значи ја не сум тука да молам некој, туку да си одам. Сега не застана никој, тие од Кичево беа полни. Тој од Охрид беше сам или ни застара и што да му прам. Таа да, сега веќе тука коли нема. И ова е патека за пешки. Иначе, дечки, како што гледате, и радио си носиме по нас. Без радиово никаде најме. Камерманов не сака ништо да носи. Видите, све на мене ми стаде и ранец, и шатор, и радиово ја го носам. Камерата тој ја има сега. Затоа што мора да ме снимат. Реално овај камерман мене ќе ме умри, овај не ми помага, само ќе ме умри, ништо друго. Добра вест, дечки, како што гледате, видите кај стигнавме. Стигнавме плажата Аскамп. Официјално од ова место сме на пола пат од Охрид. Јас стварно многу сум среќен и радосен што на камерманот не му се живеет. Од 6 беше на работа и стовараше камиони и ја го натерав да иде со мене да пешаци до Охрид. Значи, Господ гревна не ми пише, ја што му направив на детево. Ја поминавме и плажата и стигаме кај овај патов, кој не го гледал видеоно со Гринчо, кај што се надпреварвевме кој побрзо ќе стигне, тој со автобус и ја со тротинет. Ова е тој патот, кршениот кој што заглавив и нажалост изгубив поради овај патов. Дочекавме и по ваков пат дојме. Камерман, не можам, ја немам рамнотежа за поба да одам. Ево, камерманот нема гајле. Не, дај да се слезам, видив, тона, фејзвалкав патигата. Се нервираме. После некое време пешачење, конечно го поминавме тој патот кај што е уништен и стигнавме на овој патов кој го поврзува Подмолје и мислам не, сега Подмолје не се поврзува со овој пат, туку со новиот автопат, али овај сега остана како стар пат. Така го нарекуваат локалците. Овај пат е самоци ризичен што го пешачиме, затоа што како што гледате нема патека за нас, туку мораме дојме покрај по патов. После долг пат пешачење стегуваме ние тука со камерманов да го засефтиме шаторов и да се одмориме, се мо пазите, молам, овде многу змии имат. Еве го. Иначе, дечки, наскоро снимаме 24 сати на плажа со шаторов, со јадење, со пиење, скари, многу јако видео ќе направиме. Ајде да го отвориме и ова. Реално не е лош шаторов. Одма се пакуваат, одма се правит, ете го. Иза сум ја многу висок за ова. Да ставиме само премава внатре, случајно некој да ни ја соберит. Влегве некој смокој, ни муви, а да гледаме надвор. Така да, дечки, одмараме малце и се слушаме кога ќе тргаме за Охрид. Не спиеме некој дојде со коричка поминути. Има лопата, леле. Еј. Тоа многу лесно и едноставно со овие шатори, реално вреде да се купат ако сакате за некои вакви кратки паванци. Значи стварно нешто поедноставно до овој шатор не сум видел и реално сите пари вредат за овој шатор затоа што гледате, една секунда му треба да се распакира, да се намести и 5 секунди да се врати на положбата кај што беше. Ајде да стопираме одма шо. Ако застане некој, ако не здравија. Не. Џабе. Да си офатам ја патот под носидор можам, дека никој не застанува. Дечки, ете го Охридскиот аеродром. Иначе, пред да не упалам камера, кога поминуваше некој му правев автостоп и реално многу сум разочаран на нашиот народ, затоа што никој не застанува. Јесте да се плашат, али брат, реално мој да застанеше, да му кажеш дечки би ме возел, но ево гледате, не бе брат, никој не ти застанува. Та да, реално мене малце ме плаши оваа ситуација, затоа што со том кај треба да снимаме дека кај што ја поминуваме цела Македонија со автостоп,
И малце би е страв да не биде тоа видео неуспешно, но ние нормално ќе оправаме тоа видео. Ако не успеват, ама мислам дека ќе направиме тоа видео одлично. Еве, значи, Вио Змиштево. Значи, јас сонвев змија, кај што со камерманов не бркат, на истово место, бегај онмон местово, те молам. Леле, сонот би се врати, еј. Значи, сонот беше кај што не бркаат со камерманов и ево го доживеавме. Значи, дето, видите водава колку е чиста овде, бе, брате, само што никој не се капит. И уствари затоа е чиста, затоа што никој не се капит, иначе малце да не извините, но тука ќе правиме автостоп. Нема далеку да правиме, кај таа постојката таму. На околу 1 километар, знаеш како да ни помогне малце, тука ќе застаниме, за да имат простор да размислят и да застане. Ништа. Значи, јас знам дека ова нема да биде успешно, али ај 5 минути барем да посеиме и да видиме. Јас мисле, оде барем, дај бе застани бе, те воля бе, застани саме бе, брато, не. Ено, застана, живи мајка, застана, трчај. Леле, ако не застана, зарад се го скршам, еј. Абе, бегај, онај, не знам дали застана за нас, ама не бе, батали го бегај. Ај, си продолжиме ние пешке, дека од ова аер нема. Уј, џубре фрлят, снимај го бе. Така, ДБ 7458. Нема прочитав цела таблица. Еви, на видео да си гледате. Застана, го фрли џубрено и замина. Пух! Види, чакам се капи, тој џубре му фрли. Се надевам дека камерманот ова го снима. Ова ќе оди јавно. Ле, застана да фрли џубре во езерово и замине. А тука кој не го гледал видеото, ја ова го чистев. И видите. Џабе ја го чистев. Еве ви, Охрид, десно 500 метри. Ама напишите уж колку има до Охрид, не само 500 метри. Дај сам да се сликам кај таблава, не знам како да слезиме, дој од ваму. Така, оп. Идемо полека, но сигурно. Овие што не застанвет, нека продолже да не застанвет. Утре ја ќе ем кола, утре тој ќе стопираат и ја вака ќе го направам. Се сликавме ние кај таблата за стори, нормално, че без стори видеово немој да поминет. Тоа имаме уште едно, колку имаме бе до Охрид? Уште едно 10 километри уба имаме до Охрид. Мене носите ми се направи пукалци. Не бе, џабе. Видите бе, по какви патишта оиме само за видео и да не ставите лайк на ова видео и преска кажа. Значи, стварно ка види срамотеч како не ставите лайк, дај да пробаме 500 лајкови, не бе 500 малце се, да пробаме и... Еве, камерманот вика 1200 лајкови ставите на ова видео и наредно возиме со велосипед од Струга до Ресен. Мислам дека тоа е дил. Дески, во некој ствари треба си многу упорен и затоа сега ја ќе стопирам кај болница да нанесет. Ништо друго не сакам. Кај болница не ни е доволно, после ќе се продолжиме ние пеш. Не бе, џабе. Вишо народ ке беше бе. Еве го застана, иди бре. Добро ту. Чеош бе? Кој е влегви? Влегви. Леле, бате колкав пат ни скрати, ова не е можно. Леле, чумревме. Од кај идате? Од Струга. Пешки? Пешки бе, до Охрид требаше да има, ама не ми е макама. Овај пат барем до Косозобна болница, до тука да скратиме патов километар, това колку имат. Ще се продолжам ја после пешки, уживајте за тоа. Многу, свана си легенда, се гледаме. Здрав! Ете, дечки, као што видовте, братот на извоза скоро 2 километри, така нешто и реално многу ни помогна. Видовте дека јас сум човек со респект, значи кажав до болницата, некој не нанесе ништо поише и не донесе до кај болницата, тој ми кажа ја одам до Охрид, не му реков, ја неќам до Охрид. Оди цел свет кома или ме обожава, знае дека сум јаман и мен, а јако Кен, она пинка у Барби една у милион, брена као златни. Замислуше Safe City да не фатит. Леле, комбе во еве гој од Струга Охрид. Значи, братов не гледат, па не знам никој по кој пат. Леле, што ке не види сега. Дечки, најдобриот момент е ова, кога влегувате во Охрид и уште не гледаме целта, но кај да е, за едно 15 минути стигаме до центар Охрид. Значи, гледате што и да правите во животот,
Мој нема да оид нешто ќе имат проблеми, но ако се трудите, тоа ќе успеете. Иначе ја ви кажам, пред да тргнеме, јас се мислев си викав, ај друг пат да направиме, ајде ова, кој ќе ој до Охрид, и се реков, не, ојме до Охрид и како што гледате, се ближиме кон целта. Ние стигнавме на улица, како се вика тоа, бе? Немам појма, ова шо еднонасочно, шо, браво, како кажав, еднонасочно, ко во Охрид е само една улица. Сме стигаме Стара Чаршија, не ми се верви мене човече, од кај идеме, ова не е можно. Стара Чаршија помината, ојме на кај Нова и тука е веќе центарот на Охрид. Кој некој праша шо е успех, ова е успех. За нешто што се мачиш и на крај го постигнуваш. Дески мои, као што гледате, видите. Успешно пешачење и успешно стигнавме до Охрид. Нози ме веќе не ги осеќам, човече, не ми се верви дека го успеавме и реално, откако почнав со YouTube до ден денес, немало на YouTube челендж, а да не го успеам. И така и ова видео не беше исклучок од тоа. Тада фала ви што гледавте ова видео. Наскоро снимаме 24 сати на плажа и стопираме цела Македонија со Том Круз. Следуваат многу јаки видеа летово. Се гледаме ние во наредно видео. Ставите видео и лајкујте ова видео затоа што реално заслужи. Чао! Шо би дала ти за мене, шо би дала да си моја. Ми амор, уди орглям, шо ке направиш од себе, само да ми имаш ној ква.